Цените на становите и понатаму вратоглаво растат, но продажбата е се поголема. Станови по над 3000 евра за метар квадратен биле продадени во општина Центар и во Охрид како моментално најатрактивни за купците, покажуваат податоците на Агенцијата за катастар на недвижности. Ова го потврдува и Народната банка, чии статистики говорат дека цените на становите во третиот квартал се зголемиле за 25% во однос на лани. За 5 години цените на недвижностите речиси се удвоиле, односно пораснале за скоро 93%. Од друга страна, резултатите од пописот во 2021 година покажуваат дека во Скопје има 60.000 празни станови. Во Охрид исто секој втор стан е празен, а постојано се градат нови висококатници. Според дел од екологистите мора да се воведат одредени мерки за да се намали градежната офанзива која ги загуши градовите, а особено Охрид како заштитено подрачје на УНЕСКО. За жал, што е трагично, се тоа станови кои ќе се продават на некои кои не живеат во Охрид и наместо охриѓани кои некои се задолжили и то дебело во банките заради изградба на апартмани, наместо да ги пополнуваат своите капацитети, некои ќе се доаѓаат по недела две или ќе ги издаваат на нивни пријатели, што е недозволиво, посебно за едно вакво подрачје како што е Охридскиот регион. Тоа, знаете, во вакви региони се решава со енормно висока даночна стапка, да нема заинтересираност, бидејќи нема никаква логика да се градат, пак ќе кажам, огромни блокови на згради, а 90% од годината стојат празни. Половина од становите се купуваат на кредит, а половина во кеш. Статистиката на Агенцијата за катастар на недвижнини потврдува дека бројот на хипотеки е во постојан пораст во последните години. Покрај хипотеките забележан е раст и во продажбата на недвижности. Во периодот април-јуни годинава се запишани 2876 хипотеки врз недвижностите со вкупна вредност од 551.537.664 евра. Само во Центарот за катастар на недвижности Скопје во вториот квартал се впишани 1522 хипотеки во вредност од речиси 290 милиони евра, додека во 29 одделенија на катастарот низ државата регистрирани се 1354 товари. Споредбено со првиот квартал на 2025 година, зголемувањето е значајно. Во базата на регистарот на цени и закупнини во третиот квартал годинава се внесени 6135 купопродажби на недвижности, што е за 580 повеќе во однос на претходниот квартал, кога биле регистрирани 5388 трансакции. Во зголемувањето на цената голем удел имаат и сопствениците на локациите, кои ги покачуваат цените за продажба или го зголемуваат процентот за преотстапување на правото за учество во заедничката градба. Агентите за недвижнини пак велат дека поголем дел од становите ги купуваат купувачи што пласираат слободни финансиски средства, бидејќи во моментов недвижнините се сметаат за најсигурна инвестиција.